Почитувани колеги, почитувани медиуми, почитувана македонска јавност. Повторна манипулација со европското знаменце овој пат за предлог законот за Академија за судии и јавни обвинители. Имено овој ист закон беше доставен неколку пати до собранието, па повлекуван, за сега истиот да се најде на денешниот дневен ред, поднесен под превезот на европското знаменце. И како и секогаш претходно, така и сега, целта не е да се усогласи со европската регулатива, бидејќи не се наведени податоци за изворните акти од Европската Унија со полн назив, со број и датум, ниту пак е наведен правниот акт на Унијата со кој е извршено согласувањето, туку целта е само да се скратат роковите за постигнување на политичката намера на власта. Еден од клучните параметри за развој на државата, според стандардите на Европската Унија, е владење на правото и почитување на човековите права, а последниот извештај на Европската комисија за Република Македонија укажува на сериозни проблеми со кои се соочува македонското судство. За жал, корупцијата и нефункционирање на правосудниот систем се секојдневие во нашата држава. Власта гази врз човечкото достоинство и работи спротивно на Уставот и законите, иако најчесто нагласува дека работи по желбата на народот. Сведоци сме на нефункционални институции, на кои граѓаните не им веруваат, продолжува повредата на правата на граѓаните. За лошата состојба во судството покажува и процентот од само 4% доверба од граѓаните, според најновата анкета на ИРИ. Што значи тоа? Рекордно најниска доверба во судството, тоа го укажуваме постојано и ние како претеници од опозицијата, но власта не ја подобрува состојбата, туку ја влошува. Ништо не направивте со најавените реформи и прочистување на правосудството. Каде е сега правдата за сите? Знаете ли што ветувавте во предизборната кампања? Да ве потсетам. Ветувавте дека ќе има ветинг, дека ќе се испитува имотната состојба на судиите и на обвинителите, потекло на имот, клиентелизам, како и начините на кои адвокати и правници блиски до владеачката структура станале судии и обвинители. Велевте дека судиите кои намерно ќе ги застарат делата ќе бидат разрешени, но ништо од вашето ветување, освен вашето надалеку познато ке. Со ваквите измени на предлог законот за Академијата за судии и јавни обвинители се предлага и писмениот и устниот дел да се полагаат пред приемната комисија и да имаат учество 50% во вкупната оценка за кандидатот, што е преголемо субјективно влијание и дискреционо овластување врз оценката на кандидатот. Наместо да се предлага електронскиот начин на полагање со цел поголема објективност, власта го форсира комисиското полагање, а тоа би значило поголемо влијание на човечкиот фактор и можност за субјективно одлучување за прием во Академијата. По волја на министерот за правда и актуелната власт, кои ќе се ги постават подобни членови во приемната комисија и со штимање на бодовите за кандидатите, ќе бидат филтерот на власта, која ќе одлучува кој е подобен за судија, а кој не. Субјективното влијание се согледува и кај испитните комисии, кои би можеле да влијаат врз крајниот резултат, а законот во сила нуди 3 дена рок за приговор, а во предлогот е утврден само 1 ден за приговор, што е надвор од секоја правна логика. Имаме и други забелешки во однос на бодирањето. Со ова предлог законско решение, еден одговор е точен и нема да има негативни бодови за неточни одговори. А прагот на положување од 60 бодови е премногу слаб филтер за идните судии и јавни обвинители. Со вака предложените законски решенија се потенцира владината доминација и непотизам и наместо судиите и јавните обвинители да бидат имуни на партиското влијание и да се унапредуваат стандардите за нивниот избор, истите се уназадуваат и партизираат.
Квалитетот и мерит системот мора да се на прво место во правилата за полагање на приемните испити за академијата. Само така судиите и јавните обвинители континуирано би напредувале. Понатаму, предлог законот предвидува во приемната комисија и програмскиот совет да членува лице лично номинирано од страна на министерот за правда при полагање на писмениот и устниот дел од испитот, со што се создава можност за негово директно партиско влијание во оценување на кандидатите и се остава простор за манипулирање во изборот на судии и јавни обвинители. Се прашувам, какви идни европски судии ќе добиеме со овие критериуми, што сега ги имаме и со ваков избор на судии, кои ќе треба да ги читаат меѓународните бази на податоци, европските стандарди, препораките и одлуките на Европскиот суд за човекови права. Досегашниот начин на прием на Академијата за судии и јавни обвинители гарантира поголема објективност и стручност при конечниот избор на судии и јавни обвинители, а со предложеното законско решение владата нуди субјективност, намалена транспарентност и дискреционо право на приемната и завршната комисија да манипулира и калкулира при давањето на оценки. Вакво нетранспарентно, нестручно и необјективно судство ќе одлучува за нечии човекови судбини. Со скандалозните избори за членови на управен одбор на Академијата за судии и јавни обвинители, избор за судии, унапредување на судии, прикршување на процедури за предложување кандидати за судии во Уставен суд, председатели на судии и така натаму, наместо подобрување во мерит системот се создаде целосна недоверба во судството. Поразителен е и податокот дека само 10% од зацртаната годишна стратегија за борба против корупцијата е реализирано од страна на институциите, при што, за разлика од минатата 2021 година, биле спроведени само 20% од активностите. Тоа покажува владата дека нема волја да се справува со корупцијата, затоа што самите се извор на криминал и коруптивни сделки. Како најризични фактори, антикорупцијската комисија ги наведе силното политичко влијание, неказнивоста, недоволната транспарентност, недоволната дигитализација, злоупотреба на дискреционите овластувања и законската регулатива која што остава простор за злоупотреби. Во изминатата 2022 се случија големи корупцијски скандали. Судството и владење на правото беа засенати со нови скандалозни обележија, меѓу кои и сознанието дека кандидатите положиле правосуден испит без при тоа да ги исполнат сите законски предвидени услови за полагање на испитот и да ги исполнат сите критериуми. Уште полошо е што овие случаи останаа без разрешница, разрешување на претходниот и изборот на новиот шеф на јавното обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, како и оставката на председателката на судскиот совет, а понатаму и нејзината наследничка, без ден искуство како судија, прво како член, а потоа и председател на судскиот совет, за да после неколку месеци биде разрешена. Сето ова остава сомнеш за принципиелно и доследно применување на новодонесените закони од страна на двете институции, чија цел е да се грижат за интегритетот на правосудните органи, што дополнително ја намалија довербата на граѓаните во судството. Колеги, за да имаме подобрување на мерит системот, мораме апсолутно да веруваме во професионалноста и квалитетот на судиите и јавните обвинители, но за жал тоа не го гледаме. Ако сакаме да изградиме идни, стручни, професионални генерации, треба да инвестираме во нив. А како ќе инвестираме, ако не бараме од нив да ги задоволат поставените критериуми и постигнат солиден успех во текот на студирањето?
За крај, сите знаеме дека квалитетна правда не може да донесе некој кој е избран од фотоалбумите на ДУИ СДСМ, кој наместо да се фокусира на работата за